Не стивнуваат реакциите за интервјуто на специјалната обвинителка Катица Јанева. Откако дел од медиумите го објавија немонтираниот материјал на кој може да се забележи како Јанева постојано чита од однапред подготвени одговори. Вршење на неовластено. Сега јас не читам ништо. Колегиумот на Македонската радиотелевизија преку соопштение се извини за објавеното интервју и недоследностите кои произлегоа од него. Одговорноста за непрофесионалното интервју според колегиумот на првиот програмски сервис е насочена кон уредничката на информативната програма Санта Аргирова. Иако одговорниот уредник пред една недела беше известен дека постои желба да се направи интервју со госпоѓата Јанева, сепак уредничката Аргирова сосема недоследно и без одобрение на колегиумот на првиот програмски сервис на своја рака го продуцираше интервјуто и без консултација со колегиумот го имитуваше истото, за потоа да следат лавина од реакции за тоа како било сработено. Предходно соопштение испрати и првиот програмски сервис на МТВ со кое и се извини на јавноста, на специјалното јавно обвинителство и на Јанева и најави дека ќе биде поведена дисциплинска постапка за утврдување на одговорноста. Ги отфрламе сите обвинувања и напади за ражирано интервју со нарачени прашања, оградувајќи се од сите инсинуации, подметнувања и толкувања. Првиот програмски сервис на МТВ ги осудува сите злоупотреби од вработените, кои свесно ја изложија телевизијата на медиумски напади и хајки. Продолжуваат и реакциите на социјалните мрежи за начинот на кој е правено интервјуто и компетентноста на Јанева. Голем дел од новинарите и експертите го оценија интервјуто на специјалната обвинителка како скандалозно за секој просечно интелигентен човек. Новинарот Светин Чилиманов преку Фејсбук им се обрати на како што вели колегите кои се обидуваат да ја бранат Катица Јанева. Не е проблем што читала, не е проблем ни што не може да го прочита тоа што и го напишале. Проблемот е кој е тој што го пишува текстот за оваа марионета. И професорката Билјана Ванковска преку социјалните мрежи го искажа своето мислење по интервјуто на Јанева за МТВ. Ванковска интервјуто го оценува како скандалозно. Интервјуто беше скандалозно за секој и просечно интелигентен човек, но високо професионално стокмен од екипата на МТВ. Секогаш кога Кейти зборува одат снимки на згради, ѕидови, луѓе во движење и што ли уште не. Ама не и на најважната личност на изминатата година, бидејќи таа кутрата чита. Чита за работи кои и средно да ја разбудат мора да пее, да ги знае наизуст. Новинарот Бранко Геровски реагира на извинувањето на МТВ за протекувањето на немонтираниот материјал од интервјуто и забележува дека со специјалниот јавен обвинител интервју треба да прави одговорниот уредник на информативната програма и никој друг. И додека за најголем дел од јавноста интервјуто на специјалната обвинителка е удар врз професионалните стандарди, некои се ставија во нејзина одбрана. Нивните главни аргументи се дека не е важно што и како зборува Јанева, туку единствено важно е какви резултати ќе има од нејзината работа.